Поштовани колеги, Социјалдемократскиот сојуз пробува на секаков начин, дури со лаги и манипулации, да девалвира работата на владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. СДСМ нема кредибилитет да говори за вложувањата во инфраструктурата. Во оваа сфера Социјалдемократскиот сојуз и Бранко Црвенковски ги направија транзицијските измами на деценијата. Тоа е неизградената пруга кон Бугарија, која граѓаните ги чинеше над 120 милиони евра, и фрлената лопата за изградба на патот Велес-Прилеп, пат кој никогаш не започна да се гради. СДСМ остана запаметен и по провизијата која што ја зема тогашниот СДСМовски директор Панде Лазаров во врска со проектот Козјак, провизија која легна на приватни сметки во странство. СДСМ и Бранко Црвенковски ќе останат запаметени по хаосот во авиособраќајот, провизиите и создавањето на урбаната мафија. СДСМ заборава на криминалот и транзицијските профитери кои се богатеа токму на сметка на хаосот во урбанизмот и градежништвото. Тоа што СДСМ призна дека се издвојуваат 100 милиони евра за изградба на патишта е факт сам по себе. СДСМ не вложуваше ниту 10% од тоа што сега владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ го вложува. СДСМ не градеше и токму затоа е оплашена затоа што гледаа дека ВМРО-ДПМНЕ гради и реализира проекти од интерес на сите граѓани.